Државата и локалните самоуправи да бидат поотворени кон младите за нивно активно учество во креирање на одредени политики. Нивните информации често не стигнуваат до младите за било какви програми или поддршка, посебно кога станува збор за стекнување нови компетенции за вработување или помош за отварање бизнис. Најголем проблем, како што посочивме и на средбите, но и на јавната консултација, е да се најде начин како да се информираат младите во Република Северна Македонија, но исто така во оваа стратегија се дава и значење на младите кои се од нит категорија, односно не се во тренинг и едукација, да се постигнат некои компетенции кај нив со цел да се подобри таа рамка кај младите и да се подобрат тие компетенции за вработување. Во Струмица се одржа презентација на драв верзијата на Националната стратегија за млади до 2027 од страна на Агенцијата за млади и спорт. Се со цел да се слушне гласот на младите за подобрување на нивниот социоекономски статус во државата. На крајот од денот има една цел, а тоа е да се подобри таа социоекономска положба на младите во државата, да си ги задржиме овде, од друга страна да им дадеме шанси и можности да го искажат тоа што го мислат, да се себе реализираат и да бидат активни чинители во сите процеси. Со еден збор ние ги мотивираме да бидат критички настроени, но од друга страна и ние како институции сме спремни доколку грешиме, да знаеме каде грешиме. Младите струмичани до почетокот на летото треба да добијат младински центар кој ќе биде сместен во зградата на општина Струмица, а во тек е и постапката за формирање младински совет, чии представници ќе бидат активни чинители во креирањето на локалните политики.